Една година од осветувањето на храмот Свети Климент Охридски и 1100 години од упокојувањето на патронот на храмот и на Македонската православна црква беа одбележани со света божествена литургија и со голем црковен собир на истоимениот манастир, сместен во падините на Осоговските планини кај локалитетот Шарена чешма. Голем број верници се собраа во неделата во чест и слава на големиот светител Климент Охридски и заеднички повикуваа кон Бога за милост и спасение. По светата божествена литургија со која чију началствуваа свештеници од Брегалничката епархија, беше осветен славскиот колач, подготвен од ктиторот на манастирот господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со пригоден рецитал Слово за Климента беше подсетено на огромното Климентово значење за христијанската вера, како и за поучителните слова на светиот Климент Охридски, за секој кој што сака суштински да го свати Христовиот збор. Со овој свет храм од Македонската православна црква што го носи неговото име, пред кој стоиме, кој денеска слави една година од осветувањето. И овде, на Осоговските планини, благодарение на ктиторот Благој и семејството Ситновски, се чува патината на Климентовото живење и време. Славејќи го Климентовото дело, подсетуваме дека годинава се навршија 1100 години од упокојувањето на Свети Климент. Верниците кои што беа присутни на славата палеа свеќи за здравје и упатуваа молитви кон светителот. Ово е прослава на Климент, кој почина пред 1100 години, а јас као верник на православието ги посетувам манастирите и црквите. И тоа е поводот. Плюс тоа, самата природа дава, значи, величествено за да се дојде тука да се види и да се ужива. Имавме желба да дојдеме заедно со внуката. Тоа ми е внука. Често ли посетувате? Па да, кога можам, одам. Ето. Па нормално, па нашето Осоговие е супер, одлично. За сите присутни верници беше организиран и ручек, а верници доаѓаа во посета на манастирот во текот на целиот ден. Од ланската година, кога владиката Иларион го освети манастирот, секоја година, недела по празникот од секување на главата на Свети Јован Крстител, ќе се организира слава на овој манастир, кој што е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога.